Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Политичко интернет магазинот Трета порта. И оваа недела ние на едно место ќе ви презентираме се она што се случува во светот на интернетот. На едно место ќе ви ги ставиме најинтересните содржини, но и оние кои предизвикуваат најмногу внимание и најмногу коментари во јавноста. Почнуваме со работите кои се однесуваат околу именувањето на новиот специјален обвинител, именувањето на незиниот тим, но и сите оние спротивставени коментари за работата на Катица Јанева. Од страна на меѓународната заедница, оваа недела дојде силна поддршка за работата на Катица Јанева од страна на амбасадите на Соединетите Американски држави и на Европската Унија, кои го повикаа Советот на јавни обвинители. Не го повикаа директно, туку може да се каже дека нивното соопштение оди во таа насока е да се избере тимот на Јанева, која чека тоа да го направи Советот на јавни обвинители, кои првичното гласање го одложија со образложение дека Јанева треба да достави планови за незината работа, меѓу кои и финансиски планови. Јанева тие планови ги достави, се чека одлуката на обвинителството, која може да биде во секој момент, а одиме со соопштението на западните амбасади. Еве, ова е еден од насловите, објавен во Deutsche Welle, каде се вели Соединетите Американски држави и Европската Унија бараат именување на тимот на Јанева. Брзото именување на Катица Јанева на функцијата јавен обвинител за истражување на преслушуваните комуникации и фактот што таа достави навремен предлог за тим на обвинители до Советот на јавни обвинители и општи планови за работа за тимот и за финансиите до собранието, до владата и до Советот на јавни обвинители представуваат позитивни моменти, велат представниците на Соединетите Американски држави и Европската Унија. Од суштинска важност е Советот на јавни обвинители да изврши својата улога согласно законот за водење на истраги за преслушуваните комуникации и да го именува тимот на Јанева, за да може незиното обвинителство да почне да го извршува својот мандат и своите задачи независно и без да трпи било каков облик на политички притисок, потенцираат представниците на Соединетите Американски држави и Европската Унија. Оттаму уште нудат и техничка помош за јавниот обвинител. Значи, тоа е дел од соопштението. А веднаш по барањето за комплетирање на својот тим од страна на Јанева, во јавноста се случи еден интересен момент. Значи, дел од медиумите, и тоа слободно можам да кажам, дел од оние медиуми кои редовно ги поддржуваат политиките на владата, кои немаат еден критички пристап кон однесувањето на власта, почна со, слободно може да се каже, организирана кампања насочена против Катица Јанева. Значи, таа кампања се води во однос на незиниот доставен план, во однос на парите кои Јанева ги бара, во однос на големината на незиниот тим. Ке видиме еден од тие текстови, кој овој пат е објавен во Курир порталот и насловот е "Скандал, мегаломанство и партизација кај Јанева меѓу обвинителите врие". Сега Курир го пренесува порталот Прес 24. Вели, Прес 24 ексклузивно имаше можност да дојде до допир со општиот работен план, персоналниот план и финансискиот план кој го има изготвено Катица Јанева, каде што се забележува благо кажано скандалозни побарувања и потреби кои таа ги наведува. Она што остава драматичен впечаток на прв поглед е огромното мегаломанство за финансиски средства кои ги побарува новото специјално обвинителство. Верувале или не, специјалното обвинителство бара 8 пати повеќе пари за действување отколку што добива пари јавното обвинителство за борба против организиран криминал. Според финансискиот план кој е потпишан од Јанева за функционирање на специјалното обвинителство, се побаруваат само за еден квартал, односно за последните 3 месеци од 2015 година, огромни 63 милиони денари или над 1 милион евра, ако се земе годишно фантастично над 4 милиони евра. И тука е представен тој план. Сега дел од медиумите и дел од познавачите кажаа дека овој план кој е објавен од страна на Прес 24 и
подосна реобјавено од други медиуми, може да дојде од неколку насоки, но најверојатно е дека тој план дошол од онаа институција која го добила планот на спроведување, а тоа е Советот на јавни обвинители, иако тој план можело да дојде и од други насоки секаде каде што е доставен до сите институции. Одиме со реакции на оваа појава, како што кажав, на овој еден организиран напад врз Катица Јанева, која сега е објавена на порталот Либертас и насловот е "Паниката продолжува, провладените дневник и вечер удрија по Соединетите Американски држави и Европската Унија". Тука на фотографијата е ставена Катица Јанева. Сепак сега, на скоро еден месец по изборот, откако таа го состави својот тим и го достави својот план за работа до Советот за јавни обвинители, провладените медиуми почнаа со жестоки напади кон неа. Веројатно пресуден момент за ваквата одлука била најавата за првични одлуки, односно обвиненија во периодот до 15 декември, од 15 декември до 15 март. Па така, најпрво главниот уредник на Сител, Драган Павловиќ Латас, во вестите се пожали дека Јанева не испраќала соопштенија и не соработувала со Сител и вечер. Истовремено велики дека била избрана на предлог на СДСМ и сега социјалдемократски ја почнувала работата. Потоа следуваше канонада од напади од сите провладени медиуми, поради тоа што побарала 1 милион евра за работа за првите 3 месеци. Тоа го пишува порталот Либертас. А колумна за работата на Катица Јанева има и сега спомнатиот главен уредник на Сител Драган Павловиќ Латас. Неговата колумна се објавува во Вестникот вечер, понеделнички, редовна колумна, но и се преобјавува од други портали, овој пат од порталот Курир. Насловот е црвено, еден збор, како и сите колумни на Павловиќ. И оваа колумна се однесува на повеќе работи, на политиката, на опозицијата, на неговите видувања за случувањата во Македонија, а еве го и делот за Катица Јанева. Ја извадија Катица од никаде и ја наградија со функција, како и Заев. Сега тие им се должни на амбасадорите за таа награда и треба да одработат, а ние да платиме. Како што ја ценат Геровски и Калаџиев со капацитет кој не надминува обвинител за кражба на кокошки во Удово или кршење чаши во казино Аполон. И не помина многу време за дилеми. Уште на старт Катица, донесена од никаде, се соживеа со улогата на амбасадорски измеќар, на кој во Македонија никој ништо не му може и побара вработување за дури 124 луѓе и буџет од 4 милиони евра годишно. Бара 30 бодигарди да ја чуваат. Ако е специјална, нека бидат специјални и парите за неа. Кој провинцијализам и искомплексираност е тоа, човече? Тоа го пишува Драган Павловиќ Латас за Катица Јанева во колумната Црвено. А одговор за Латас доаѓа од професорот Ѓорги Спасов во негово писание кое е објавено и на Facebook профилот на професорот Спасов, и професорот алудира на дел од прислушуваните разговори кои ги слушаше јавноста во текот на изминатиот период, значи на два прислушувани разговори. Едниот е кога опозицијата обвини дека премиерот Груевски зборува со министрот Јанакиевски за уривањето на објектот Космос, каде премиерот според опозицијата се смее и вели дека на собственикот на Космос му тече низ ногавици, а вториот дел е за односите помеѓу главниот уредник на Сител Драган Павловиќ Латас и доскорешниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков и нивното ословување со началниче. Па така и насловот на професорот Спасов е следен: Ало, началниче, на Драган Павловиќ веќе му тече низ ногавиците.
Павловиќ е особено вознемирен од планот на специјалната јавна обвинителка да ги процесуира индициите за сторените кривишни дела пред одржувањето на изборите. Тоа ќе ослабело неговата омилена партија. И затоа тој ја предупредува обвинителката, која патем ја множи со нула, да внимава што прави, да не ги слуша американците, оти ќе ја искористеле само за една употреба. Човекот делува вистина преплашено. Изгледа крв му наврела во очите и говори дека некаква црвена сијалица за општа опасност веќе била запалена. Повикува да отвориме очи, да го следиме само својот, неговиот интерес и својот, неговиот здрав разум, кој му кажувал дека Вашингтон е заинтересиран само за албанците. А истиот речник го користеше пропагандата на Слободан Милошевиќ, кај кого Павловиќ одеше на поклонение. И за Милошевиќ најголема опасност за неговите интереси доаѓаше од демократската опозиција, од албанците и од американците. Но на крајот сите видовме како завршија тој и неговата политика. Политиката на Милошевиќ е победена во Србија, но за жал се уште не е победена и во Македонија. Тоа го пишува професорот Спасов. А прилично забележителна колумна во јавноста за овој атак, за овој напад врз Јанева има и Ерол Ризаов, кој по една пауза се врати повторно кон пишувањето во колумни, а неговите колумни се едни од најчитаните чтива во Македонија. Сега Ризаов пишува: Јанева непријател број 1. Една друга математика вели дека првите 3-4 месеци од работата на специјалниот обвинителски тим и стотината советници и истражители вклучени во истрагата ќе чинат колку 2 гондоли во панорамското тркало над Скопската некропола, или помалку од фамозниот Мерцедес скриен во гаражите на владата, или колку 3-4 споменици излеани во леарниците на Фиренце. Оно што беше трагикомично во нападите против обвинителката Јанева е дилетантскиот пристап диригиран до медиумите од штабот на ВМРО ДПМН. Некој смртно исплашен ги испратил директивите со истите клучни зборови до сите ВМРО-вски телевизии и портали. Од вчера, според јачината на нападот и изедначувањето на Јанева со Гадафи, таа е прогласена за непријател број 1 на врхушката на власт и на ВМРО ДПМН. На незиниот тим од нас 100 стручни лица и требаат 30 телохранители во текот на 24 часа, а на Груевски му треба 30 луѓе и 5-6 автомобили, джипови и мотоцикли да го обезбедуваат само кога оди на работа. Тоа го пишува Ризаов во колумната Јанева непријател број 1. Продолжуваме уште со реакции. Сега се селиме на полето на Facebook. Еве еден Facebook корисник, Мартин Стојковски, вели, значи тој реагира на надпис кој е објавен во вечер. Не за американците да ја плаќаат, а Грујо и компанија ние да си ги плаќаме за да не крадат, а? Не се плашете бе луѓе, сите ќе одговараат еден по еден, не се туркајте, ќе ви дојде редот. Значи тоа е текстот на Стојковски. И овој блог за Катица Јанева ќе го завршиме со уште еден коментар на Владимир Милчин, исто така на Facebook, кој вели: пискотници се слушаат од вечната ни власт, и тој ги коментира истите написи кои се објавени во дел од дневните вестници. Емисијата ја продолжуваме со останатите содржини со останатите политички случувања. Одиме еден текст кој се однесува на политичките преговори кои се водат од страна на партиите, а кои се однесуваат за изборните закони. Откако во медиумите се појави информација дека најголем проблем станува до гласањето на диаспората, сега Дојче вели дека проблем се и парите за финансирањето на кампањата. Насловот е: најголемата битка не е за диаспората, туку за парите. Според извори од работната група, владеачката ВМРО ДПМН била подготвена да прифати какво било решение за гласањето на диаспората, само да не се смени сегашниот изборен модел.
Сепак оваа партија наводно најмногу реагирала на решенијата што се однесуваат на тоа колку пари ќе може да се потрошат за изборите, според кои било предвидено драматично намалување на сумите дозволени досега, односно нивно преполовување. Постоела интенција и на нивно уште подрастично кратење со цел да се испочитува принципот на еднаквост на партиските субјекти во пристапот во кампањата. При тоа, статистиката ставена намаса покажала дека ВМРО-ДПМН на последните избори потрошила 48,7 денари по гласач, ДУИ 20,3, СДСМ 6,75, а ДПА 0,0003 денари. Од ВМРО-ДПМН демантираа дека имало каква било расправа за трошоците во кампањата, за тоа прашање уште пред една недела имаше согласно со сите партии. Договорено е наместо досегашната сума од 180 денари, секоја партија да може да потроши 110 денари по гласач, изјави Илија Димовски, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Тоа е текстот на Дојче Веле. А на интернетот оваа недела се отвори уште една виртуелна битка, а таа е поврзана со посетата на претседателот на СДСМ Зоран Заев на Израел. Таму претседателот на СДСМ се сретнува со претседателот на Израел, со министерот за надворешни работи, со вработени со раководители во израелската тајна служба Мосад, и за ова исто така сега има спротиставени мислења и коментари. Први да видиме една од оние општи вести. Таа вели: Заев во посета на Израел, на средби со претседателот, министри, бизнисмени. Заев ќе има средба со претседателот на Израел, Реувен Ривлин, во претседателската резиденција, се разбира ова веќе се случи. По средбата со претседателот на Израел, Заев ќе има состанок со представници на израелската бизнес заедница. Во вторник 13 октомври претседателот ќе има средби со високи владени представници на Израел. Заев ќе се сретне со вице-премиерот на Израел Силван Шалом и со министерот за инфраструктура, енергетика и води Јувал Стеинц. Значи, ова е една информација која е објавена изминатата недела, значи пред сите овие средби кои веќе се случија нормално. А дел од медиумите велат дека Заев не патувал во Израел на никаква државничка посета, туку тоа било обична туристичка посета. Па така, еве, порталот Прес 24 пренесува анализа на порталот Република, каде се вели: Република, Заев фатен во лага во Израел како турист или на сослушување во Мосад. Џабе опозицијските медиуми се обидуваа да ја представат посетата на Заев на Израел во позитивно светло. Пропадна обидот на вештачки начин да се работи на имиџот на Заев, едноставно тој нема способност, ниту пак капацитет за дипломатска активност, ниту пак некој го гледа како државник. Зоран Заев во Израел најблаго кажано е турист и ништо повеќе. Од тоа, оние поискрените ќе речат дека не е таму ниту како турист, туку на креативен начин е викнат на сослушување кај израелските безбедносни служби заради обидот за нарушување на безбедносната соработка помеѓу Македонија и Израел. Тоа го пишува Прес 24, а има реакции и за ова. Ќе видиме дел од нив. Еве реакција на Facebook, кој го постира истиот текст и вели. Значи, Сашо Куковски пишува: И јас би сакал онака туристички, кога идам во странство, да си посетам по некој претседател, министер, резиденција. Онака, заради сослушување, а да и храна гледам даваат на средбата со министерот за внатрешни на Израел. Како што видов на телевизија, масата беше полна со храна за гостите. Тоа го пишува Сашо Куковски. Продолжуваме со темата која е поврзана со скандалот со давање мито при купување на македонски Телеком од страна на Маѓар Телеком, давање мито на македонски државни функционери. Еден порталот Нова истражува, овој пат тоа го пренесува Алсат М и вели: Соединетите американски држави ги обелоденија лицата што требало да земат мито од Маѓар Телеком.
Обвинителството во Соединетите Американски држави покрена обвинение против поранешни директори на Маѓар Телеком за подкуп на македонски политичари. Во обвинителниот акт земено е во предвид сведочењето на екс-разузнавачот Слободан Богоевски и низ други документи кои треба да докажат дека компанијата давала мито за да им се овозможи продолжен монопол на македонскиот пазар. Според документите кои ги објави Нова ТВ, во обвинението се дава и нацрт на целата шема која се одвивала од 2004 до 2006 година. Витеното мито изнесувало 19,6 милиони евра и требало да се исплати на тогашниот премиер Владо Бучковски и високи функционери од албанскиот коалицијски партнер Али Ахмети и Муса Џафери. Обвинетите плателе приближно 4,875.000 евра, 4.875.000 евра од ветената сума на подкуп пред шемата да биде откриена во 2006 година, се вели во обвинението. И сега на овој напис реагираше еден од посечените, тоа е поранешниот премиер Владо Бучковски, кој објави демант, кој е објавен на порталот Нова, а демантот гласи: пред Окружниот суд во Њујорк се води граѓанска парница од декември 2011 во која американската комисија за хартија од вредност ги тужи поранешните директори на Маѓар Телеком Штрауб, Балок и Морвај. Во граѓанската парница пред Њујоркскиот суд не е учествувал обвинител, туку тужител, Американската комисија за хартија од вредност и тужени поранешни директори на Маѓар Телеком. Тужителот го користи сведочењето на Богоевски за да на 8 октомври оваа година го допрецизира своето тужбено барање поднесено во 2011-та. Од погоре напишаното јасно е дека Богоевски е сведок на тужителот и толку. Моето мислење за неговото сведочење го износов на 4 септември оваа година и тогаш и сега тврдам дека тој дава лажен исказ. Инаку судењето за оваа граѓанска парница ќе се одвива следната година од 2016-та, најверојатно напролет тогаш ќе бидат спротивставени доказите и сведочењето на тужителот и тужените. Тоа го вели професорот Бучковски. Продолжуваме со колумна на режисерот и амбасадор Љубиша Георгиевски, кој вели: ВМРО не е само политичка програма, туку генетска програма за секој што се смета за македонец. И тука Георгиевски вели дека преговорите во Пржино се бандитизам. Со попрости зборови, Пржино е ситуација во која бандити влегуваат во продавници, заробуваат 5 деца и велат дајте толку и толку пари или ќе ги убиеме децата. Што ќе сторите? Ќе им дадете пари? Не. Ќе преговарате ли? Мора да преговарате, затоа што тоа е бандитизам. Ќе ги отепаат невините луѓе. Во таа ситуација вие ги препознавате ролите, ние моравме да преговараме. Инаку Пржино е абсурд над абсурдите, Пржино е базирано на консензус на 4 најголеми партии. Тоа го вели Георгиевски. И ќе видиме еден одговор на оваа колумна. Тоа е од Емилијан Илјовски, објавена на Facebook, кој вели: се слушаат ли понекогаш некои кои ете од партиски и личен интерес јасно застануваат на страната на криминалот? Имаат ли воопшто било каков интегритет овие луѓе и размислуваат ли тие што воопшто ќе биде со нив кога еднаш криминалците ќе си го добијат заслуженото? Како и да се земе еден ден ќе се случи. Ако не на овој свет, туку ете во оној свет во кој толку ревностно веруваат овие само наречене демохристијани. Како воопшто можат борбата против криминалот толку да ја искрово колчат, за да можат воопшто да помислат да изговорат дека тоа према некои нивни наводи е бандитизам. Ако воопшто може да се дозвола да пласираат толку погрешна теза, да ако некој добил на избори 10 пати поред, тоа представувало дозвола да врши криминални дејанија. Тоа го пишува Илјовски и емисијата сега ќе ја завршиме со еден напис кој излезе во медиумите. Тоа е едно отворено писмо кое беше пратено до повеќе медиуми, а кое слободно можам да кажам потресе дел од пошироката македонска јавност. Во тоа писмо родители на девојче кој починало пред 9 месеци на клиниката за инфективни болести во Скопје обвинуваат за сериозна негрижа, за сериозни пропусти во лекувањето на девојчето. Имено, во кратко можеме да кажеме дека родителите
девојче кое било болно, имало симптоми на настинка или на грип, такви слични симптоми кои немедицинско лице не може точно да ги препознае, но така личат, го однеле девојчето во болница, но девојчето, 12 годишно девојче починало истата вечер. Ќе видиме дел од писмото и ќе видиме дел од реакциите. Еве, ова е еден од насловите кој беше објавен во медиумите. Во болница ја однесовме на нозе, за неколку часа ни ја вратија во мртовечница. И родителите пишуваат. Нема зборови со кои би се опишала болката, тагата и се она што доживеа еден родител кога ќе се соочи со најстрашната работа на светот. Загуба на најмилото. Нема зборови со кои би се опишал шокот кога ќе ви соопштат дека детето ви починало само за неколку часа, откако за прв пат сте го однеле да прими инфузија. Пострашно и од најстрашното, тешко да дојдете при себе. Замислете, имате прекрасно, здраво дете кое во животот само неколку пати било настинато, кој освен кај матичниот нема отидено кај друг доктор. Дете чија здравствена книшка е речиси празна. Само неколку рецепти за антибиотик и тоа е се. Имате дете кое во последните 5 години воопшто немало потреба од доктор и потоа од обична вироза само за неколку часа и тоа не во некоја рурална амбуланта, туку во една врвна здравствена институција, универзитетска клиника во наводници, му се случува смрт. Вистински шок за нас, но и за сите оние кои ја слушнаа нашата трагедија. Значи, тоа е дел од тоа потресно писмо, кое е прилично долго, затоа го прочитавме овој пасос, кој во суштина на кратко кажува што се случило. И еве, тука има доста коментари објавени тука под овој текст. Ќе видиме некои. Еден од читателите вели: да ве шокира вас гром од ведро небо да даде Господ. Значи, тука има збори за лекарите во бели мантели. Срам да вие што се нарекувате доктори и се останато. Пред 2 години ми најдоа некоја болест, требаше да ми направат биопсија. Воопшто не верувам на нашите доктори. Најдов канаѓанка што се сложи да ми ги прегледа резултатите на интернет и ми рече да внимавам. Значи, тоа е накратко коментарот. Друг читател вели: сочувство, недомислива загуба, не пребол, ангел меѓу ангелите и нема зборови, едноставно трагедија. Срамна вистина со која се соочуваме секој ден. Негрижа, нестручни, купени дипломи, без грам човечко. Хипократова теорија, заклетва, во нормална држава би се заложили институциите, дежурната екипа, началник, директор на клиника и обвинителство. Вели овој читател. И еве, уште едно големо сочувство до родителите на покојната девојка Ана Марија, околку незнаењето на лекарите и невоспоставувањето на точната диагноза, многу и не ме чуди, зашто денес по болниците вработено на специјалистички места еден куп општи лекари без еден ден специјализација. Повелете само во болницата во Прилеп да ги видите колку ги имаме. И тоа е тој коментар објавен под потресното писмо. Почитувани со оваа содржина, ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата следете секоја среда во 19 часот и 15 минути. Ние ќе работиме и оваа недела, ќе ви подготвиме нови материјали. До тогаш не го заборавајте и мотото на трета порта, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете и со програмата на 24 вести.